да кажам најнапред благодарност на мојата фамилија, на мојата сопруга. Од едноставна причина, сите овие дела немаше да бидат тоа што се сега и немаше да бидат во толков обем доколку ја немав поддршката на мојата сопруга, на моите деца, кои што како и добрите, така и лошите работи ги трпеа заради мене. Кога се кај овој однос, би сакал уште еднаш, не уште еднаш, за прв пат да кажам една дума, насочена повеќе кај машкиот дел од аудиториумот. Сите го знаеме, ја знаеме она изрека дека мажот не ја слуша жената токму заради тоа што таа еднаш во 100 пати е во право, а ние не знаеме кој е тој еднаш во 100 пати. Сакам да од искуство да ви дадам една поука. Во 51 пат од 100 жената е во право и треба да се потрудиме да ги најдеме кои се тие 51, затоа што тие имаат 600 секола, а ние за жал го немаме тоа. Сега ќе продолжам. Најнапред сакам да се заблагодарам на граѓаните на општина Кавадарци кои што ми ја дадоа на 2 пати довербата да бидам градоначалник на општина Кавадарци. Секако на партијата ВМРО ДПМН и нашиот претседател Никола Груевски, кој што исто така без негово кандидирање, моје кандидирање, немаше да бидам 8 и нешто години на оваа позиција. Тука морам да го спомнам и Советот на општина Кавадарци или поголемиот дел од Советот кој што даваше поддршка на сите мои проекти, на сите замисли кои што ги креиравме заедно со стручните служби и со јавноста, односно местните урбаните заедници и граѓаните на општина Кавадарци, на администрацијата која што неумерно работеше да ги реализира овие проекти, вработените не само во локалната самоуправа, туку во целиот јавен сектор, тука се јавното предпријатие Комуналец, училиштата, градинките и сите оние кои што се по надлежност на локалната самоуправа. Бизнис секторот, без тие што поддршка, морам да признаам дека немаше да дозаокружиме одредени отпочнати проекти. И уште еднаш ќе ги спомнам позитивните критичари, односно оние луѓе кои што сепак со пореални очи гледаа на нашето работење, бидејќи ние кога ќе се зафатиме со работа, тераме како кон таа цел и сакаме што побрзо да ја реализираме, патен правејќи многу грешки. Овие позитивни критичари за мене секогаш беа добар коректор за да се исправиме, за да го повторно го заземеме правилниот правец и да стигнеме до целта, а тоа е да реализираме еден проект во корист на граѓаните. Би сакал уште еднаш да тука секако не ја спомнав Македонската православна црква која што ни даваше дух во сета таа работа и на сите секако граѓани, деца, возрастни, чинители, активни чинители во културно-уметничкиот дел од животот на Кавадарци, во политичкиот дел од животот на Кавадарци, односно сите кавадарчани и сите добронамерници. Во изминатиот период од 4 години и покрај сериозните потешкоти и предизвикани од политичката турбуленција, најмногу нагласена во последните 2 години, успеавме со крајни сили, со многу обструкции од страна на опозицијата, која што за жал не беше конструктивна и која што морам да кажам дека во овој втор мој мандат беше на ниво на нивната задача, не на ниво на задача на вистинската опозиција. Со обструкции на одредени проекти, со обструкции на централно ниво, сепак успеавме да реализираме поголем дел од проекти. Очекував искрено од таа опозиција да се зафати со критики кон мене и кон администрацијата во делот на неисполнети одредени нереализирани проекти и неисполнети ветувања и тука да се надмудруваме, односно да ги кажеме аргументите зошто нешто сне или не сне реализира. За жал немаше такви, туку имаше напади од типот градоначалникот, неговата фамилија, неговиот автомобил, лагите околу градоначалникот. Да, еве, вчера слушнав дека сум и собственик на Петра, односно на венеријата Петра. Измислија и дека имам станови по Солун, по Охрид, само не ми ги дадоа клучевите да си влезем таму. Сето се тоа критики
Најпоследното го наместија и случајот со еден наш граѓанин, за жал Ром, кој ја искористија неговата социјална позиција, му дадоа сигурно некоја пара, човекот сега и гради, диво гради. До некоја 1000 денари беа проблем, сега човекот почна да гради и да инвестира неколку илјади евра. И логично е тука прашањето од каде му се тие 1000, 2000 или 3000 евра да го прави тоа што го прави и прави нешто незаконско, а истовремено неговиот збор е повреден од мојот 9 или 10 пати осудуван за тешки кривични дела. Ова е само пример или неколку примери што сакам да ги споделам со вас за да ви кажам низ што се требаше да се помине, да се дефокусираме од проектите кои што значат подобрување на условите за работа и живот на нашите сограѓани, да се лактаме и како комитите, нели со една рака да ориме, со другата да држаме пушката и така. Ние во ова модерно време со пола мозок требаше да бидеме насочени кон нападите, измислени напади од опозицијата, а другиот мозок да го насочиме кон реализирање на нашите проекти. Би сакал сега да спомнам неколку цели кои што Димитар малку ги спомна. Меѓутоа, она што беше мојот личен лајтмотив. Постигнавме многу повисоко ниво на комунална изграденост од онаа која што ја зачекав 2009 година. Има снимки, скорото гледав некои снимки на КТВ од 2005-2006 година. И навистина, кога човек би се вратил назад, ние ги доживуваме овие достигнувања, не викам дека се многу големи, меѓутоа луѓе кои што излегле од Кавадарци и се враќаат после 2, 3, 5 години, навистина ги приметуваат промените. Сега веќе не решаваме екзистенционални проблеми на граѓаните, туку решаваме нешто што е во правец на задоволување на други потреби на нашите сограѓани, а и секако тука се и оние поситни потреби кои што значат и разубавување на самиот град. Постигнавме, можеби, тука не бевме во 100% заслужни јас и советниците и администрацијата, да Кавадарци биде на прво место по бројот или процентот на невработеност. Тука се секако Валандово и општина Илинден и уште неколку други општини со кои што цело време се разменуваме, меѓутоа се разменуваме на прво, второ или трето место во Република Македонија. Дрекселмајер, кој што многумина го критикуваа, кој што беше плод на менаџирање на владата на Република Македонија предводена од Никола Груевски, беше една позитивна приказна која што на Кавадарци му бризга уште еден ират од грозје во џебовите на нашите сограѓани. Тоа е едно од поголемите достигнувања и капитални достигнувања на владата и на локалната самоуправа во изминатиот период. Би сакал исто така да истакнам дека локалната самоуправа Кавадарци, па и јавните предпријатија и јавните служби не должат или должат многу малку, или символично, или сме најслабо задолжена општина во Република Македонија. Тоа некој може и да го замени. Оние кои што се подобро упатени, кажуваат дека треба да земаме кредит, треба да трошиме пари, битно е тоа што луѓето го уживаат, а не е битно тоа колку тие луѓе утре ќе бидат задолжени и тие и нивните деца за да враќаат. Кавадарци, повторувам, е најнезадолжена општина во Република Македонија и редовно си ги сервисира своите обврски. Само ќе кажам една мала компарација. Многу поголеми општини од општина Кавадарци, тука ќе ги спомнам Битола, тука ќе ја спомнам Струмица, Куманово, должат по 50, меѓу 50 и 100 милиона денари само за превоз. За разлика од локална самоуправа Кавадарци, кој што редовно си ги сервисира овие обврски и има само една неплатена фактура. И четврта работа која што би сакал да ја спомнам, која што лично се однесува на мене, во моето прво интервју во радиотелевизија Кавадарци, тука е Димитар Мурџев, со него го правев првото интервју во радио Кавадарци, ме праша за мојот мотив да се занимавам со политика. Повторно сакам да ви повторам, односно да го спомнам и да го споделам тоа моје чувство со вас. Мојот ангажман во политиката беше предизвикан од Никола Груевски како најпозитивната личност во тој период. Меѓутоа, личност која што даде нов квалитет на политиката во правец на еден позитивен бран, позитивен однос, не критизерски однос,
И ми даде дополнителен мотив да се занимавам со политика, затоа што ние денес имаме наша борба која што не се бори со пушка и со кама, туку се бори со идеи, со проекти и со нивна реализација. А тоа остана за цело време кај мене, меѓутоа нешто што е лично за мене предизвик, тоа е, како што спомнав пред некој ден, да внесам малку човештина во оваа расипана и искварена професија политичар во Република Македонија. Искрено да ви кажам, не знам дали успеав во оваа работа, не знам затоа што навистина е голем бројот на луѓе кои што не заслужуваат да се дел од политиката, бидејќи да дојдат до позиција се занимаваат и работат многу ниски работи кои што не се поимливи за едно човечко суштество. И оттаму не верувам дека таквите луѓе може да бидат исполнителни во делот на реализација на нивните задачи кои што им ги дава електоратот. Ова е само една моја порака до сите идеи кои што сакат да се занимаваат со политика, дека треба прво да останат луѓе или човеци, а после да бидат политичари. Би сакал сега во натамошниот период да спомнам че застанав кај некои проекти кои што ги реализиравме во овој период, за да поблиску ве запознавам со тоа што беше наш главен императив во овој период. Прво и основна работа беше решавањето на водоснабдувањето. Знаете дека овој проект го реализиравме уште во првиот мандат, во поголем дел остана малиот дел кој што го реализиравме сега во овој период. Односно во овој период од 2013 па до 2017 година. Ова беше едно од главните ветувања мои и на партијата која што ја представувам. И сум многу среќен што навистина успеавме и покрај тоа што на почетокот наоѓавме секакви начини како поевтино да го реализираме она што го ветивме, а ветивме многу. Да се во 2009 година да се испадне и да се вети дека ќе се реши проблемот со водоснабдувањето, навистина беше големо ветување, нереално за многумина кои што тогаш беа позиција, а и опозицијата, и од кога го реализиравме, тогаш почнаа критиките дека тоа била ваква вода, дека не била истата, дека била паушално, дека тоа сега ќе крахира и така натаму. Еве, ни даде Господ здравје и живот, дојдовме до денешен ден, кога ги поминуваме најголемите горештини, а луѓето можат да се бањат и можат да пијат од санитарната вода 24 часа во текот на денот. Некој од тогашната позиција ми го кажа следново, сега е дел и од нашата власт. Ако вие го решите проблемот со водоснабдувањето, никогаш нема да стигнат од локалната самоуправа. Господа, почитувана јавност, ние сме тие луѓе, представници на ВМРО ДПМН, кои што го решивме проблемот со водоснабдувањето за градот Кавадавци и Росома. И кога би се компарирал со сето она што беше претходно направено, доволно е да ја затворам оваа книга и да кажам, да, ние го решивме водоснабдувањето, фала пријатно. Затоа што оние кои што беа пред нас не успеа тоа да го направат. А тоа беше најголемото барање на нашите сограѓани. Втора работа, која што навистина не само во делот не само естетски, туку и во делот на културно-забавниот и животот на нашите повозрастни кои што сакаат да прошетаат низ градот, а претходно ја нема таа можност е изградбата на кејот на реката Луда Мара. Се сеќавате на оние моменти кога имаше и многу убави фотографии споделувани низ цела Република Македонија. Се сеќавате и на моментите кога змии шетаа по реката Луда Мара додека седевме по кејот. Сега направивме едно убаво катче, навистина проект започнат од претходната локална самоуправа, меѓутоа сите добро знаете дека тоа беше длабоко неколку годишно заглавен проект во Европската унија. Не само што го реализиравме, успеавме да го продолжиме тој проект и успеавме, бидејќи ветив во овој втор мандат, да се догради Добрушанскиот мост, еве на терен го градиме, а со тоа го разубавивме просторот на неколку местни, односно урбани заедници
и учинавме на многу наши луѓе кои што сакаат да рекреираат, да имаат едно убаво и представително катче. Трета работа која што според мене е капитална е изградбата на концертната сала на основното општинско музичко балетско училиште Лазо Мице Праве. Јас сум некогашен ученик на ова училиште и тоа во оние бараки во близината на кулата и точно знам во какви услови учеа и работеа нашите ученици, сограѓани и нашите професори. Предходниот период на мојот предходник знам дека се успеа да се реконструира ова зградата на стариот диспанзер и со тоа имаше една добра основа за надградба на ова училиште. Меѓутоа, добро се сеќавате дека пред неколку години покренавме иницијатива по барање на родителите и на децата, секако и на професорите, да рангот на ова училиште го дигнеме на ранг на средно училиште. Во тоа успеавме, се уште не се успеале, меѓутоа деновиве го превршуваме она што е најбитно во овој дел, а тоа е изградбата на концертната сала, градена пред се со наши средства, меѓутоа со помош и на УСАИД и на Министерството, на предходното Министерство, и еве стигнавме до тој последен чекор за да на Министерството сега му понудиме ова училиште да се дигне на ранг на средно училиште. Сакам тука да повторам. Со дигањето на рангот на ова училиште, тоа ќе престане да биде во надлежност на локалната самоуправа. Меѓутоа, ние не сме егоисти и ние не мислиме само нас да ни е добро, туку мислиме пред се да им е добро на децата, а потоа и на професорите. Со дигањето на рангот, зашто имаме поддршка и од целиот Вардарски плански регион, ќе добијат учениците, професорите, меѓутоа и сите оние кои што живеат, работат и имаат ниет да се запишат во ова училиште од целиот регион, Вардарски плански регион. Четврта работа е новата градинка за кавадарци. Ова е една од областите кои што најчесто беа критикувани од страна на опозицијата, би рекол некогаш и со право. Меѓутоа, би сакал да ве запознам и да ви повторам дека единствената локација која што јас ја наследив како градоначалник 2009 година беше во помеѓу двете урбани заедници Браќа Досеви и Браќа и Задругар. Меѓутоа, парцела која што беше денационализирана на собственици. Така што имавме, меѓутоа немавме ние таква парцела и затоа моравме во натамошниот период да бараме идни алтернативи за нова градинка. Во меѓувреме, додека се занимававме со парцели, со барање до владата и слично, ја изградивме детската градинка, односно адаптиравме дел од просторот во ученичкиот во домот во Ваташа и адаптиравме просторија за прием на 50 до 60 деца. Доградивме 200 квадрати во градинката во Гоце Делчев, меѓутоа и направивме комплетна реконструкција на сите 4 градинки во општина Кавадарци, со нова термофасада, со нови подови, нова кујна во централната градинка, односно во градинката во Слога, исто така доградби и таму опремување со нови креветчиња, нов инвентар и слично, односно и комплетно ја променивме сликата на постоечките детски градинки. На крајот еве сме пред приемот, односно пред пуштањето на новата градинка и во интерес на јавноста сакам да ви информирам дека пуштањето на новата градинка во целост сега зависи од централната власт. До пред 10 дена ветуваа дека ќе ја опремат. Од денес информација дека заради изборите не може да распишат тендер, па не може да ја опремат истата градинка. Ќе смогнеме сили повторно со молби до Дрекселмајер да истата биде опремена. Може во овој период и да не го доделат дворот, затоа што истата треба да биде оградена и со тоа да ги исполнува сите услови за да биде пуштена во употреба. Меѓутоа и тоа не го стори. И покрај многуте обструкции, сите може да видите, сите граѓани на општина Кавадарци можат да отидат и да видат дека она што беше зацртано во делот на изградбата е веќе завршено од нас како локална самоуправа, а се надевам дека не на инат на Александар Панов и на Советот и на ВМРО ДПМН, туку во корис на нашите деца
ќе смогнат сили, ќе се надвинат себе, нивниот лошотилак и ќе ја пуштат градинката во употреба. Би сакал исто така и кога сме кај училиштата, односно воспитно-образовните институции, да го спомнам капиталниот проект, а тоа е доградбата на гимназијата Добри Даскали. Ова посебно го спомнувам затоа што израснав во дворот на оваа зграда, во дворот на гимназијата Добри Даскалов, и добро знам она што го доградивме дека е некогашна спортска мини сала на самата гимназија, и знам дека таму имаше некогаш објект. Моја беше идејата доградбата да биде така, само другиот дел го уредија нашите стручни лица во локалната самоуправа, и сум многу радосен што ја доградивме гимназијата, успеавме да обезбедиме 8 нови простории за нашите ученици. Меѓутоа, покрај тоа, тука беше и термофасадата, не само за гимназијата, тука беше реконструкција на кровната конструкција, доградбата и реконструкцијата на просториите за ученици. И ова не е случај само во ова училиште, ова е случај во сите основни и средни училишта, каде што имаме многу инвестиции во делот на термофасади, во делот на кровови, во делот на опрема, инвентар, нови клупи, нови столчиња, реконструирани WC јазди, или накратко речено нов изглед или европски изглед на сите воспитно-образовни институции во нашиот град. Шеста работа е НВО центар. Кога сум еве кај НВО центарот, бидејќи е многу близко, тука морам да спомнам и музејот на вкусовите. Покрај постоечкиот изградивме уште еден музеј и мислам дека е еден од најпосетуваните во регионот. Новиот музеј или објектот кој што сега таму постои, кој што е една убавина на тој простор, беше една запуштено старо диско во кој што можеше да се најдат само глувци, шприцови и се друго освен убавина. Успеавме да го направиме тоа заедно со службите од локалната самоуправа. Меѓутоа, не застанавме таму, правиме план, односно правиме проект за продолжување на овој музеј, бидејќи има доволно простор, а за да комплетно се искористи овој простор и се опремени до крај, успеавме таму со помош на УСАИД, со помош на Вардарскиот плански регион и ние како локална самоуправа да го изградиме првиот невладин регионален центар за кавадарци за регионот, кој што функционира и кој што ги собира сите невладини организации на територијата на општина Кавадарци, обслужени од службите на локалната самоуправа, и во тие простории веќе и постои живот, се работат проекти и се надевам дека во скора иднина ќе добиеме информација дека нашите невладини организации успеале да издействуваат одредени финансии во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Во овој период исто така се занимаваме и активно работиме на уредување на просторот позади лепотиците. Тоа е оној простор кој што добро се сеќаваат граѓаните. Сакавме да го предвидовме како алтернатива на затворен деловно трговски центар кој што требаше на почетокот да се гради тука на градскиот плоштад. Меѓутоа, заради технички неможности, несогласување на одреден приватен бизнис сектор кој што имаат свој имот на градскиот пазар, моравме да го пренамениме во новиот центар. Меѓутоа и таму ни стигна петиција од граѓаните во поголем број дека не е тоа адекватен простор за изграда. Нивна желба во таа петиција беше дека таму треба да има провер, треба да биде широк, треба да не постои висок објект за да си ја задржи и се оплемени тој простор и да ја нема функцијата која што ние сме ја намениле или сме ја замислиле, а тоа е да градиме деловно трговски центар. И ова е само еден пример каде што мислењето на локалната самоуправа не се согласува со мислењето на граѓаните. Меѓутоа и таков пример каде што локалната самоуправа има разбирање за граѓаните и не оди тврдоглаво да гради таму каде што 51% не сакаат да се гради. Во овој период ми остана уште делот на малото пазарче, мини пазарчето, со кое што основна цел ни е да гужвата која што се создава тука за време на пазарните денови,
биде пренасочена и да тоа пазарче биде во функција на граѓаните од Љубаш и Кула, тие таму да си пазаруваат со тоа да не прават метеж и да немаат потреба од паркирање, палене на автомобил да се дојде до тука. Мислам дека со тоа ќе го намалиме метежот, а и како јаготка на се, мислам дека доволно го оплеменивме тој простор, бидејќи беше една руина каде што имаше услови да се фрла сметот од трети или четврти спат. Би сакал да спомнам тука и некои инфраструктурни објекти од патната инфраструктура, че ги набројам затоа што се многу и затоа што местните и урбаните заедници знаат колку сме сработили кај нив, че се обидам да спомнам некоја бројка само, не знам колку ќе ви ја доближам. Прво, би сакал да го спомнам новиот брз пат Дреново-Париж, кој што се гради и покрај проблемите се гради. Тоа е една делица кој што го опаќа најделикатниот дел од овој патен правец. Меѓутоа, за ваша информација, тендерот е завршен и од Градско до Дреново, така што очекувам во наредниот период интензивно да се гради на цел овој потек и да идното сврталиште на кај Кавадарци биде по новиот пат. Се надевам дека тоа ќе се случи во некој од наредните години. Ги уредивме сите влезови на градот, го изградивме модуларниот паркинг, исто така еве би сакал една мало појаснување околу овој капитален проект. Го изградивме, знаете дека пред неколку години, меѓутоа се уште не е во функција затоа што имавме големи разлики, јас би рекол обструкција од страна на советниците од Социјалдемократскиот сојуз, а сега таа обструкција продолжува и од централната власт преку Министерството за внатрешни работи. По веќе завршена постапка за јавно-приватно партнерство, ни бранат да има паркирање на улица Илинденска. Мојот одговор на тоа е дека ако ни бранат и ако улица Илинденска не е од тој ранг дека треба да се паркира таму, дека истата треба да биде празна. Меѓутоа, во 3, во 4 часот навечер, таа е полна од автомобили. Се надевам дека ќе се надминат повторно и во овој случај самите себе и дека не е заинат на Александар Панов и на ВМРО ДПМН, туку водени од принципот на човечност, ќе дозволат улица Илинденска да се користи за паркирање и со тоа да на граѓаните им понудиме конечно едно организирано паркирање, односно паркирање за кое што се плаќа, а со тоа и да внимаваат колку ќе се задржат на едно место, а не да паркираат колата и да остане таа неколку денови таму. Тука би сакал во делот на патната инфраструктура да ги спомнам и реконструкцијата на улицата Страшо Пинџур. Ова се се проекти финансирани од страна на Светска банка, односно од Европската унија преку Светска банка, делницата од патот од Возати до Хетстиквеш, како и пристапниот пат до селото Дреново. Тука би ги спомнал уште еднаш и патот од Крњево до Бохула, каде што покрај пари од државата употребивме и неколку милиона од своји средства, како и водоснабдувањето во селото Бохула, потоа реконструкцијата на патот кон Мушов гроб, односно цело Витачево. Тука е стариот, односно реконструкција на патот ни остана уште неколку стотина метри од патот Ладно Долче Страгово Крњево. Изградени се 600 метри од главниот колектор и во тек е постапка за реконструкција, односно за изградба на уште 800 метра со пи и јадарка. Деновиве заврши уште 2 постапки на веќе двете завршени комплетно фасади за зградите на улица Илинденска и на улица Страшо Пинџур. Сакам да спомнам исто така посебно од она што да спомнам за училиштата, реконструкцијата на основното општинско училиште Гоце Делчев со изградба на спортски терени, реконструкција на самата сала внатре и на изградба на ново мултинаменско игралиште. Во тек е
Во овој изминат период изградивме со помош на владата и две училишта, едно во селото Глишич, друго во селото Марена. И во тека реконструкција на старото училиште во селото Марена, кое што по реконструкцијата децата ќе бидат вратени од новото училиште, а новото училиште ќе се обидеме да го пренамениме во детска градинка и со тоа Марена да биде прво село кое што има детска градинка. А неодамна со директорката од Димката Ангелов Габер од Кавадарци се договоривме и да тоа го сториме и за селото Сопот, каде што овие денови заврши одредена реконструкција и тоа ќе биде представено пред сите граѓани на општина Кавадарци. Изградени се две нови тениски игралишта во општина Кавадарци. Променето е цело осветлување во јавното предпријатие Јасмин, спортската сала Јасмин, уреден е дворот, и еве кога сме кај салата Јасмин, неодамна слушнав критика дека сме се палеле со некои си справи за вежбање донирани од Ротари клубот. Добро ќе погледнете дека во отчетот кажуваме јасно и експлицитно дека се е тоа донација од Ротари клубот и доколку не е локалната самоуправа, не знам каде би ги инсталираме. Значи ние сме тие кои што треба да ја изразиме добра волја и да ги дадеме можност да ги инсталираат на територија која што е во надлежност и за која што одлучува локалната самоуправа. Никаде не кажавме дека тоа е со наши финансии, добро пишува во отчетот дека тоа е донација комплетно од Ротари клубот Кавадарци. Ако мислат дека тоа е грешка, тогаш јавно им се извинувам, тие не ги донираа тие справи за градоначалникот или за советот, туку ги донираа за тие што спортуваат, а јас не сум бил ниту еднаш. Поштувани, јас ќе се обидам да бидам што е можно пократок, меѓу издвоив 40 од овие проекти кои што се содржани во отчетот на градоначалникот и советот на општина Кавадарци. И еве ќе се обидам да бидам пократок. Би ги издвоил тука 20 автобуски постојки од донација исто од Дрекселмајер Македонија и со наше учество. И би сакал да спомнам некои достигнувања на најдоброто јавно предпријатие во Република Македонија, тоа е јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Прво, ова не е моја констатација, ова е објавено во единствениот и меродавен економски вестник Капитал за Македонија. Оној кој што не верува нека прочита, па сигурно дека не сум јас финансиер на Капитал, па и не верувам дека има партиска провиненција овој глас. Прво, во Комуналец е извршена комплетно набавка на нови возила, околу 20 возила, од кои што 2/3 се возила во износ на смети и друга механизација. Набавени се нови 6000 контейнери. Донирани се канти за смет на секое домаќинство. Тука бевме пионери, нашиот пример го следа и некои други јавни комунални предпријатија. Реконструирани се 30 километри водовод, 15 километри канализациона мрежа, 5 километри атмосферска канализација. И на оние постоечките направени се уште 20.000 метри квадратни нова тревната површина, зеленило и слично. Има уште една добра вест за јавното предпријатие и Комуналец, меѓутоа таа ќе ја кажам на крајот. Тоа не е само за Комуналец, тоа е за општина Кавадарци и е повторно еден куриозитет кој што е единствен во Република Македонија. Од страна на локалната самоуправа реконструирани се 80 улици. За ваша илустрација, во првиот мандат реконструиравме 80 и овој 80 160, а во градот имаме нешто над 220 улици. Така што останати ни се уште некаде 50 на улици каде што треба да се интервенира и каде што мислам дека за уште еден мандат не мора нова наследната локална самоуправа, ќе имаме ситуација каде што комплетно сите улици ќе бидат со нов асфалт покриени. Имплементиран е команден центар за уличното осветлување и сега од општина Кавадарци можеме да гледаме каде има прегорена светилка за да побрзо интервенираме истата да се смени.
ги променивме столчињата во големата сала, тука каде што седите, знаете какви столчиња имаше претходно. Тука каде што стојам, знаеат добро актерите и сите вработени каков пот имавме, а исто така знаат и во какво веце, најгрдото веце сега е најубаво во Република Македонија. Истото е и зад сцената, односно просториите за актерите и за вработените. И еве кога сум кај културните институции, да кажам дека и во другите две институции од културата имаме максимални достигнувања. Тука е покрај Домот на културата, тука е библиотеката Феткин, каде што максимално она што се бараше од страна на локалната самоуправа е завршено. Реконструирани се дури и подромските простори и претворени се во депоа. А за фондот на книги нема да зборувам, тоа го знаат оние кои што читаат, дуплиран, може би 3 пати е поголем од претходните. Секако тука е и музеј галеријата. Спомнав дека изградивме нова уште еден музеј за кавадарци. Ги доекипиравме со млади интелектуална сила ова институција и инвестиравме во археолошки ископувања на Кортозов рид, на Деловград. Помогнавме за дворот на Полошкиот манастир, за покривот на куќата на Страшо Пинџур, на спомен костурницата, на Ваташкиот манастир, се во надлежност на централната власт, меѓутоа ние помогнавме затоа што не ни се чекаа државни пари. Би сакал, еве, јас го спомнав Полошкиот манастир, меѓутоа сакам да ја спомнам и црквата Света Петка. Сигурно дека за духовна работа и за финансии кои што се дават на црквата не треба да се зборува и јас ќе се оградам околу износите кои што се донирани. Ние сме на самиот врв како локална самоуправа, не се битни средствата, битно е дека еден простор кој што е во моја непосредна близина, каде што претходно се врзуваа магариња и каде што претходно имаше искривени гаражи за чување на гајби, на возила, некогаш и автомобили. Место каде што луѓето одлагаа шут, сега е едно од најубавите места, најпосетено од младината и честопати морам да кажам дека не можеме да спиеме од тој џагов. Меѓутоа, тоа е една поднослива атмосфера, љубава атмосфера, кога во непосредна близина имате таков убав објект кој што плени со неговата грандиозност, кој што е нов символ за кавадарци и се надевам дека во иднина секоја идна локална самоуправа ќе смогне сила да направи една таква убавина за кавадарци. Морам да ви признам дека навистина сум горд со црквата Света Петка, која што како иницијатива беше покрената уште во првото наше владење од 98-2002 година. Меѓутоа, како резултат на недостиг на финанси не се успеа во незината реализација и еве сакаше Господ да ова политичка гарнитура со начело со Македонската православна црква и секако со огромна поддршка на Фени Индустри, Кожувчанка, Градба Промет и другите компании да понудиме на градот една ваква убавина. Имам уште неколку работи тука запишано кои што морам да ги скокнам. Не дека не се битни, меѓутоа сакам еве за крај да кажам уште неколку работи, бидејќи мислам дека ако не ги споделам и ако ги носам со мене повеќе ќе ми тежат отколку на вас. Затоа ќе ги кажам. Сите овие уште стотици проекти кои што ги имате во отчетот зборуваат за нас. Зборуваат за нашите мотиви, за нашата цел, а мојата цел беше кавадарци на Ците. Кавадарци навистина го доживувам и ќе го доживувам како град на Ците, како град кој што се надпреварува со Скопје, кој што вештачки е прв и кој што имаме желба да го стигнем и покрај тоа што Скопје е сега многу убав град, разубавен, дури теоретски не е можно таа убавина да се преслика во кавадарци. Меѓутоа, што би биле ние и што би бил јас ако
не сонувам, ако вие и сите идни не сонуваат дека Вадар се биде поубав. Тоа е суштинската разлика помеѓу нас, припадниците на ВМРО ДПМН и оние кои што се од другата страна, кои што кажуваа дека нема да има двојазичност, еве двојазичноста ни тропа на врата. Некне се расправавме за една друга работа, а тоа е бегалците. И сакам само да повторам една моја реплика од некнашната расправа. Бев запрашан како толку ревносно сега 12 или 15 пати излевам на говорница, а пред тоа сум ги избегавал советниците и не сум ни одел на седници. Точно има многу вистина во тоа, меѓутоа она што го давам како предлог за комунална изградба, за одреден проект, го даваме написмено и оставаме советниците да се произнесат за или против таа. И тоа, за среќа, од постоечкото мнозинство е секогаш прифатено и тоа ни даваше дополнителна сила да го надминиме, да ги надминеме проблемите и лошите јазици кои што беа и фрлани од страна на опозиција. Сите овие проекти кои што пред малку ги спомнав, ќе ни бидат за џабе. Доколку дозволиме да се јави тајфунот бегалци во Република Македонија. Она што сега му се случи на Тексас и на претходно на многу други држави во Америка, тоа е својствено такви тајфуни да се јавуваат таму, и се заканува на Република Македонија во друга форма, а тоа е формата на бегалци. Јас бев во Демиркапија, кога на улиците во Демиркапија имаше неколку стотина бегалци, односно луѓе кои што минуваат, кои што се многу поразлични од нас, кои што не знам дали се вакцинирани, меѓутоа луѓе кои што извадија мачети и кои што сакаат да се пресметаат пред нас, пред деца, пред жени и така натаму. Секојдневно слушаме силувања во Германија, секојдневно слушаме убиства, запален автомобил или автомобил во публика и така натаму. Зар тоа не ни е доволно да сватиме дека ни се нуди едно зло, кое што доколку го увеземе во Република Македонија, а преку тоа го увеземе и во Кавадарци, јас не викам дека може да се случи. Меѓутоа, прашувам што ако се случи? Дали тогаш ќе се гледаме како волови? Што превземавме со увезените 70 до 80 хиляди албански гласачи од Косово? Само да некој стане председател на Република Македонија. Да, тој стана председател, си замина, веќе никој не го спомнува, е небитен за Република Македонија. Меѓутоа, проблемот со тие бегалци, односно со тие гласачи, остана до ден денес. Гледавме кој тоа прегласуваше за време на овие последни парламентарни избори. Увезени пред 15 години, 20 години, сега прават проблем и во етничката структура, меѓутоа и за време на избори. Автобуси, коли се занесуваат од Косово луѓе со двојно државјанство затоа што некој им дал и македонско, за да бидат електорат во Република Македонија и се знае за кој ќе гласаат, за тој кој што им го дал државјанство. На нашата хуманост 2001 година, односно бегалците од Косово, ни се врати со војна, внатрешна војна, со илјадници роми кои што останаа од Косово во Република Македонија и кои што не ги сакаат да се вратат назад, а тие се државјани на Косово. И уште ред број други негативни примери кои што ни се удариле од глава и никако да сватиме дека меѓупартиската борба не е на врвот на пиедесталот. На врвот на пиедесталот не е ни ВМРО, ни СДС. Интересот на граѓаните на Република Македонија. И затоа некња проколнав и представници на ВМРО доколку сториле греф и представници на СДС доколку ќе сторат греф, да не видат ајде до седмо колено, затоа што тоа не се македонци, тоа се изроди. Ние никогаш не сум повикан. Никогаш не сум повикал на насилство, нема и да го направам тоа и овој пат, затоа што во овој 21 век ние како македонци кои што покажуваме голема хуманост, човечност, голема добродушност, ние сме позитивен пример за цела Европа
и за Америка и за нивната алчност на некои од нив, на тие мултинационални компании за нафта. Ние не сме дел од Сирија, ние не сме дел од проблемот, нити пак можеме да бидеме дел од решението на нивниот проблем. Би сакал еве да не должам многу, ова бидејќи се наближува крајот на моето обраќање, да не завршам само со негативна работа. Денес јавното предпријатие Комуналец и општина Кавадарци добија грант од 2,5 милиона евра од германската KfW банка. Тоа е информацијата на денот, тоа е информацијата која што е на врвот во Република Македонија, мислам дека тука е и општина Гевгелија. Меѓутоа, тоа е и наградата за нашето макотрпно работење заедно со директорот, со тимот, со локалната самоуправа, со сите вас, да бидеме оценети како најдобар проект во претходниот период кога го земавме кредитот и сега на тие дадени 500.000 евра кои што треба да ги вратиме во наредниот период, а кои што се ништо за финансиската моќ на сегашно јавното предпријатие, да добиеме уште 2,5 милиона евра. Ова е историски успех на општина Кавадарци и се надевам дека наредната локална самоуправа правилно ќе го искористи во до завршување на уште многу потреби на општина Кавадарци.